Поштувани гледачи, добро вечер. Јас сум Гордана Дувњак, а вие го гледате најновото издание на Правда и неправда. Изминуваат 3 месеци од функционирањето на новиот состав на антикорупцијската комисија, која што беше избрана во февруари оваа година во транспарентна постапка и со нови надлежности. Од формирањето на Државната комисија за спречување на корупција во 2002 година поминаа безмалку 17 години и за целиот овој период беа отворени илјадници предмети, се сменија десетина председатели и само еден предмет заврши со судска постапка. Се сеќавате на случајот Бачило. Последниве 10 години антикорупцијската комисија како да беше во зимски сон, а да биде абсурдот поголем, предпоследниот состав на антикорупцијска комисија падна на испитот на корупцијата и дури 5 членови си дадоа оставка, па Македонија цели 10 месеци работеше и функционираше без ова важно тело. Што сработи за ова косо време новиот пети поред состав, пред кој има големи предизвици, но и многу очекувања. Почетокот е со многу еуфорија, со многу ентузијазам и многу отворени прашања. Мои вечерашни гости се двајца поранешни антикорупционери од првиот состав на Државната комисија за спречување корупција и еден актуелен член. Ке почнам од мојата десна страна, му посакувам добре дојде на господинот Владимир Георгиев, актуелен член, по професија економист, магистрирал право, токму на темата за Државна комисија за спречување корупција. Господјата Слаѓана Тасева, доктор по безбедност и правни науки, со малку подолго CV, член на Меѓународната антикорупцијска комисија за Авганистан, член на Академскиот одбор на Меѓународната антикорупцијска академија во Виена, прв председател на ДКС, како што викаат новинарите на кратко, и председател на невладината Транспарентност Македонија, и скопскиот адвокат Драган Малиновски, исто така колега на Тасева од првиот состав. Добре дојдовте. Добро вечер. Нема да ми забележите ако почнам со актуелниот член, само што завршија председателските избори. Господине Георгиев, колку партиите, но и шефовите на изборни кампањи ги почитуваа упатствата и препораките на ДКС? Ви благодарам прво за поканата. Што се однесува до вашето прашање, значи ние постапувавме согласно два закони, надлежностите на Државната комисија за спречување корупција, или во продолжение јас ќе кажувам ДКС во интерес на времето. Значи постапуваше по членовите 8А и 8Б од изборниот законник и по членовите од Законот за спречување корупција и суврени интереси, што се однесуваат за спречување на корупција во политиката. За овој период ние имавме вкупно 22 приговори во однос на прекршувања на одредени одредби и од изборниот законник или од Законот за спречување корупција и суврени интереси, во кој што период ние излеговме со 4, да речеме, наоди, односно одлуки дека приговорите се прифаќаат, од кои што понатаму и управниот суд две од нив ги потврди. Генерално, ако ме прашате, мислам дека самите учесници во изборните кампањи на одреден начин коректно, да речеме, ја спроведува оној дел што се однесува до однос на забраните што се предвидени во изборниот законник, освен за овие што реков приговори што ги поднесува до кај нас. Во исто време би било добро да знаете вие на јавност и ние отворивме 30 предмети, меѓутоа не во врска поднесени од организатори на изборни кампањи, односно од учесниците, туку на нашата веб страница отворивме посебна веб апликација на која што граѓаните, политичките партии или било кој можеше да пријават исто така
сомнежи за корупција во изборниот период, односно со самиот изборен процес, и исто така постапувавме и по нив. Генерално сметам дека оној го констатиравме и во нашата комисија дека и самите приговори за овие избори веќе содржаат прилично добро осмислени, односно издржани елементи по кои што ние можевме да одлучуваме, иако павелам одредени приговори не можевме да ги прифатиме, бидејќи немаше навистина наводи за прекршување. Имаше забелешки околу тоа што отворивте помеѓу два круга. Еден случај за опозицијскиот лидер Мицковски. Во некои кругови тоа беше и протолкувано и како директно мешање во изборите. Која беше проценката на ДКС да се зафати со овој случај? Вака, ако ги следевте изборите од почетокот, ние отвараме предмети врз основа на пријави или преставки. Ако не се лажам, веднаш по завршување на првиот круг, бидејќи ние имаме рокови утврдени во нашиот закон по кој што треба, од кога ќе отвориме преставките, пријавите, да и донесеме одредена одлука. Веднаш по завршување на првиот круг ние отворивме неколку десетина, ако не се лажам, преставки во однос за непотизам на актуелната власт. Тогаш имаше, знам, забелешки дека каде баш сега отворија помеѓу двата изборни кругови преставки, зарем нема и тоа да влијае на одреден начин на избирачите. Меѓутоа, сепак ние постапуваме неселективно. Во пред вториот круг, значи една недела од кога ги отворивме тие преставки, имаше наводи сега од другата страна, да речем, од другите страна учесник во изборите, во врска и со овој предмет. Поради тоа ние исто така го отворивме тоа. Со тоа сакавме да кажеме дека нема селективност и не би требало да се бира, искрено кажано, моментот кога одредени предмети треба да се отварат. Дали се тоа пред избори, за време на изборен период или после, доколку има злоупотреби или наводи злоупотреби или корупција или непотизам, ние тие предмети ги отваравме и во иднина исто така ќе постапуваме. Господја Тасева, како ја оценувате досегашната работа на ДКСК и гледате ли некакви сличности во тој првичен ентузијазам и ефективност од она време во кое што вие работевте во првиот состав на ДКСК, кој што се уште го носи приматот за овие 17 години како најдобар состав, кој што отворил најмногу постапки, каде што се зафатил со крупни предмети, и она што го кажав и во воведот, и веќе имавме една судска пресуда. Па добро кажавте во воведот. Имаше еден подолг период на застој во работењето на Државната комисија за спречување на корупцијата. Ние од наша страна секогаш за тоа зборувавме. Кога велам ние, мислам на првиот состав, луѓето од првиот состав на комисијата. И ги искажувавме нашите очекувања дека таа институција е неопходна, затоа што имаше тогаш и разговори дали треба се укине, кога веќе ништо не работи. И очигледно дека тука веќе можеме да направиме споредба. За жал се покажа дека кај нас процесите се реверзибилни. Можат да се вратат назад на почеток после 17 години од се она што поминавме со и примена на закон за спречување на корупција и со постоење на Државна комисија за спречување на корупцијата, која некогаш беше и лидер и во регионот, и пошироко, не само дека беше добра институција овде. Но ако се сеќавате, и тогаш во 2002 година ние почнавме од ноември 2002, поефективно веќе 2003 бевме затрупани со пријави кои што граѓаните ги доставуваат до Државната комисија за спречување на корупцијата, затоа што постоеше голем степен на недоверба во другите институции. Мислам дека тоа се случува и денеска. Денеска граѓаните исто така немаат доверба во другите институции, вклучително и во јавното обвинителство, во судството, во полицијата и едноставно тука најдоа место во комисијата каде што
прво може би охрабрени од начинот на избор на членовите на комисијата. Кој што беше транспарентен. Кој што беше многу добар и јавен. многу транспарентен и сега се затрупани со голем број на пријави. Ние тогаш имавме 1100 во првата година, не знам сега колку има. Но она што прашањето беше како ја гледам работата на комисијата, мислам дека многу со голем ентузијазам и многу со внесување на целата своја професионалност и знаење, затоа што сепак тие луѓе се докажани професионалци во своите професии, влегоа во костец и се фатија во костец со предметите кои што ги имаат пред себе, настојувајќи да ги задоволат и очекувањата на граѓаните. Таа компонента, настојувањето да се задоволат очекувањата на граѓаните, доминира. И може би таа компонента на некој начин и да се не знам, насочува од поголем број на представки од една група на луѓе кои што сакаат да упатат некаква порака или нешто друго, но тие едноставно се зафатија со работата и верувам дека овај почеток е многу жешок, но дека понатаму ќе треба сето тоа малку подобро да се канализира. Како пример само сме виделе и во наше време кога се формираа на друго место во други држави вакви институции. Тие не почнуваа со работа додека не им се создадат услови за работа. Постоја по една година така. И ние тогаш почнавме во една мала канцеларија без многу услови за работа. Истото го прават и денеска. Затоа мислам дека тоа е веќе доволно да кажеме добро, тука е веќе работата се зема во раце и кога се има во раце работата ќе се тера. Господине Малиновски, впечаток е како на граѓаните да им треба некоја институција во која што ќе веруваат. Она што сега и се случува на антикорупцијска, многу потсетува на почетокот на специјалното јавно обвинителство, кога беше преплавено со барања, дури и за работи и случаи кои што не потекнуваат ниту од бомбите, ниту се во надлежност на СЈО. Прашањето од вас е како да се задржи тој ентузијазам и да не се прегоре во жилбата, да се излезе во пресрет на сите очекувања и на сите стремеши. Добро, добар дел од објаснувањето веќе Тасова го кажа, значи дефинитивно недовербата или недоволната доверба во останатите институции, сега сите погледи ги свртува кон антикорупцијската комисија. Се сложувам со вашата дилема која искажувате да не прегори, бидејќи, знаете, сега се сите задоволни бидејќи комисијата стана видлива. Значи главен проблем и во забелешките на Европската комисија беше што комисијата не е видлива, ја нема неизе во јавноста и таа не ја исполнува својата функција во градењето на политики, перцепции, реакции за одредени случаи и така натака. Сега комисијата е видлива и тоа поприлично. Комисијата е видлива од самиот почеток од времето на низиното конституирање, значи они интервјуа што се правеа и така натака, и тоа беше добар влез во приказката на новиот состав, бидејќи јавноста можеше да се соочи, да биде сведок на јавно испрашување на сите кандидати и на вистина опште впечатокот дека се одбра најдобрите кандидати, барем ете тој е мој впечаток. Меѓутоа сега ќе треба да биде внимателна комисијата, да не се, како да кажеме, да не се заглави во некои случаи кои се битни се, меѓутоа не се онаа есенција со која треба да се занимава комисијата. Деновиве, тоа е една од главните дилеми во јавноста, за која што многу се зборува, тоа е дали антикорупцијска мора да отвори иницијатива или предмет по секоја иницијатива. Затоа што се споменува некоја бројка од 500 иницијативи, ако можеме така да ги кажеме.
Тоа се пријави, што Пријави. доаѓаат кај Пријави. нивни се Да, иницијативи. меѓутоа, повторно, ова досега што се занимаваше комисијата, отприлика 90% беше конфликт на интереси и непотизам. Не велам дека е небитно. Значајно прашање е тоа. Меѓутоа, повторно, ќе треба да се изградат механизми како да се дојде до информации на крупни нарушувања на владење на правото, да злоупотреби и така натака. Значи, на прво место сега тука ги поставувам ревизорски извештаи. Значи мораме да говориме за еден систем кој ќе мора да биде изграден за да не се занимава само со пинг-понг произнесување по пријави на граѓани, туку едноставно да се остави простор да може да се работат оние предмети што имаат навистина голема специфична тежина. И тука релацијата со Државниот завод за ревизија е извонреден и треба да се гради, да се користат тие информации што се добиваат. Медиумите, треба комисијата да се зафати и да го отвори прашањето што се случува со законот за укажувачи, кој не функционира. Таму исто така добар дел од информации може да се користат и така натака. Значи, Да, каква е структурата на она што го имате во моментов оформено како предмети? И моето следно прашање би било исто така во тој контекст, се добива впечаток како да немате јасна методологија и за постапување со оглед на тоа што се добива впечаток како да не постои некаков претходен филтер и се излегува во јавноста, па имавме деновиве случаи, да кажеме, со министерот за информатичко општество, за кој што имаше иницијатива дека има фирми, па многу брзо се утврди дека нема вистина во таквите тврдења. Дали не постои можност тоа претходно во службите да се инфилтрира пред да дојде на седница? Да. Да. Вака, јас би почнал од она, може би што го спомнавте, во делот на Закона за заштита на укажувачи. Тој, накратко само, тој започна да се функционира, да се имплементира во март 2016, пред 3 години, немаше ниту еден укажувач, значи, до сега. Меѓутоа, од кога комисијава е формирана од 8 февруари, веќе има 4. Значи, ние имаме 4 укажувачи кои што побарале заштита согласно овој закон. На тој начин, пак ќе речам, на одреден начин може да биде еден од показател за доверба кон нова тела. Замисли, за 3 години немаше ни еден, сега за 3 месеци веќе имаме 4. Во однос на предметите, значи точно е тоа, ние имаме некаде околу пријави за сомнежи за корупција, ги делиме на два основи, за корупција или за судирни интереси. Отприлика се по 250, вклучувајќи ги и нашите постапувања по сопствена иницијатива, односно отварање на предмети по сопствена иницијатива. И ако ми дозволите само една, односно две забелешки би дал. Овој број на голем број на предмети, да, се сложувам дека на одреден начин укажува на доверба на јавноста пред се граѓаните кон комисијата, меѓутоа, како што гледате, имавме ние пријави дури од политичките партии, што е малце и зачудувачки. Тоа го немаше во изминатиот период во толкава Втората мерка? работа е дефинитивно ова укажуване на состојба на, еве да наречам, дискуптабилна функционалност или нефункционалност на институциите во изминатиот период. Имате вие 500 пријави во рок од 3 месеци, значи на вистина граѓаните се соочиле со состојби кога не можеле да се ги решат, па некои дури и основни, базични нивни прашања, дури и од аспект на човековите права, како што се, не знам, за пензионирање, за работен однос, за здравствена заштита, за образование и така натаму. И навистина не можеме да ги оставиме на страна тие предмети. Колку толку, бидејќи ние, како што кажа и претходните, мислам, членовите на Државната комисија од претходниот состав, од првиот состав, граѓаните ја гледаат оваа институција на одреден начин како посредник да може да се ги остварат своите права. Ние директно не може да им ги оствариме нивните права, но преку нас, преку нашите интервенции, би можело на одреден начин да им се помогне. Што се однесува до ризикот дека можеби не се водиме ние од
нашите надлежности и она што на вистина се и очекувањата во последните извештаи на Европската комисија за прогрес извештаите за Македонија, токму тоа констатираме дека ова тело пред се треба да се занимава за корупција на барем на средно и на високо ниво. Меѓутоа во овој период на вистина ние не можеме да ги ставиме на страна и овие представки од граѓаните. Како и да е, ние веќе гледате отвараме предмети и за, да речеме, службени лица или избрани именувања на високо ниво. Ќе видиме понатаму како ќе се развиваат, прибираме информации, јас верувам дека наскоро ќе излеземе и со резултати и за тие. Колку сепак треба фокусот да биде на посуштински предмети, бидејќи очекувањата се за повисока корупција, а не да се занимава комисијата со шурнајките, со членови на управен одбор, со... Дали сметате, прашање и до двајцата поранешни антикорупционери од оваа дистанца, дека како прерано е ли им недостига фокус на новиот состав на антикорупцијска? Па, и двете работи. Мислам дека е рано, моментално се затрупани со работи и со очекувањата преголеми. Знаете, многу е ризично кога се и преголеми очекувањата од граѓаните и сега треба се задоволат. Но тоа може да биде нож со две граѓаните острици. очекуваат нешто друго. Граѓаните очекуваат да се справи комисијата со високата корупција, со суштината на корупцијата. Впрочем, ние би рекла и сите тројца на оваа маса учествувавме во опишување на новиот закон за спречување на корупцијата и тој закон е поинаков од претходниот. И според овој закон во него се вградени тие очекувања. Вклучително и тоа дека комисијата има на располагање бази на податоци, кои што токму тоа им е целта кога ќе се пријави собственост на фирми или на акции или судир на интереси или некаков сомнеж за корупција, да може самите тие да го проверат низ повеќе од 10-15 бази на податоци и да востануват, затоа што не е работата само да провериш дека некој влијаел за нешто да се случи, ама зошто тоа се направило? Која е користа? Има ли нешто во позадина? Кој се е поврзан со таа работа? И тоа сега го има комисијата градено во законот да може да го работат. Исто се однесува и за финансирањето на политичките партии, за финансирањето на кампањите. Она што верувам во иднина и очекувам дека ќе го направат, затоа што и сама кажавте на почетокот, работев со многу антикорупцијски комисии, сум членувала во меѓународни такви тела. Прво, кога се прави нов ваков закон или тело, се прави сериозна подготовка, еден тип на ретрит, излегување надвор од тука, кај што сите гледаат, таму па да се член по член, збор по збор да се разглоби што треба да се работи и како и кои се целите за да може да се стигне, а тоа е различно од стратегија национална за борба против корупција. Тоа е подготовка за да се оствари функцијата. И мислам дека ние сме се уште е рано тоа да треба да се случува, се уште треба да се одговори на овој наплив, но мора да се оди длабоко во длабина. Академијата во Виена, кој што ја спомнавме, е наменета за едукација на професионалците во борбата против корупцијата. Значи, има многу што да се работи, да се научи, да се подготват сите, за да може да одговорат на сите наши очекувања. Затоа треба сите да го поздравиме овој ентузијазам, но да кажеме дека очекуваме нешто друго да се работи, да се расчисти теренот предходно, или Драган за тоа збореше, еден предходен филтер, едно предходно подготовка на случаите за кои ќе се отворат, оти пак денеска тоа го збора, кои ќе се отворат имаат 60 дена да донесат одлука, а 60 дена се малку денови ако треба да собереш доволно информации за некој комплексен предмет и заради тоа треба малку повеќе предходно да се работи за да се
оцени во која фаза и самите да управуваат со своето работење, не очекувањето се очекува ова. Ние кога сме спремни ќе го ставиме предметот на маса и ќе го работиме. Но тука сме сите да... Колку тој притисок од јавноста може да биде контрапродуктивен за комисијата? Па се разбира дека може да биде контрапродуктивен и затоа треба да се постави мерка. Што значи тоа одговорност пред јавноста, транспарентност кон јавноста и така натаму. Значи транспарентноста, не спориме со тоа дека треба да биде работата на комисијата јавна и транспарентна, меѓутоа повторно не смее тоа да биде кочничар во извршувањето на незините основни функции кои се. Меѓутоа, една друга работа се наметнува, бидејќи, нели, разговорот го почнавме со незадоволителни перформанси на останатите институции и сега ние преку оваа комисија очекуваме оваа комисија да ги разрешува и оние проблематични состојби кои се во надлежност на други органи. Пред јавно обвинителство и така натака. И сега па и на администрацијата. Па да, генерално. И ние навистина треба да го на некој начин протресеме целиот систем и да видиме каде ни се дубиозите. Кога збориме за борба со корупција, да видиме сега дали јавното обвинителство, бидејќи него го прозравме, тоа е десна рака на комисијата или прв партнер со кој комисијата треба да се работува, дали таа јавното обвинителство ги има капацитетите да може квалитетно да се занимава со овие случаи. Во која смисла? Вие знаете, сега ние го нарекуваме уште новиот закон за кривична постапка, каде што јавното обвинителство ја води истрагата и така натака, меѓутоа искуството сите овие години не вели дека ресурсите на јавното обвинителство се недоволни за да може ефикасно да ги работи предметите кои се во негова. Кога веќе ги спомнавме ресурсите, какви се ресурсите на Државната комисија? Многу се говореше во времето кога се носеше законот дека е потребна една јака служба, силен секретаријат кој што ќе биде логистика, затоа што не треба да се заборави дека Државната изборна комисија брои 7 членови и дека треба еден многу силен тим кој што ќе ги турка работите и ќе ги проверува. Да, значи точно е тоа. Со оглед на надлежностите кои што се утврдени во Законот за спречување корупција и сивни интереси се многу поголеми него што беа во претходните закони. Речеме сега и самата постапка за испитување на имотната состојба сега е во надлежност исклучиво на Државната комисија, не одиме веќе преку Управата за јавни приходи, бидејќи на одреден начин тоа беше и препорака од Греко во четвртиот круг на евалуација. Второ, имаме дополнителна истражна, значи збориме сега за надлежности кои што имаат дури и истражен карактер, не само превентивен или аналитички. Исто така во делот на финансирање на политичките партии и на изборните кампањи. Ние во рок од 3 месеци се ќе мораме да изготвиме извештај врз основа на анализа на финалните финансиски извештаи од политичките партии. Капацитетот на комисијата со секретаријатот, 7 членови и 20 е навистина премал. Значи, објективно збориме премал за да може да ги исполни сите капацитети онака како што треба. Ние ги работите, меѓутоа едно е да се сработи една работа, меѓутоа друго е да поголем број на предмети се обслужат во исто време, но и самиот квалитет на конечните одлуки што ќе ги донесеме многу зависи. Само за споредба, ако ми дозволите. Во регионов, најблискиот регион, во Црна Гора, што е со помал број на жители, 600-700 нивното тело што има прилично слични надлежности со нашето, има 65 до 70 вработени и буџет кој што е 0,2% од буџетот на државата. Јас сега велам, значи за да ова тело функционира, мора да има прво политичка независност, што на одреден начин и беше остварена, да речеме, со начинот на избор, функционална независност, значи да може да ги остварува своите надлежности и конечно и финансиска независност. Нашиот буџет е ист веќе 4-5 години. Надлежностите се зголемуваат
луѓето во секретаријатот дури се намалени, бевме и 25-6 едно време, сега сме 20 во секретаријатот. Наистина, има една изрека, вели, ако сакате едно корупцијско тело да не успее, дајте му надлежности, али не му давајте капацитети. Колку и да се мачат луѓето и да се трудат, и навистина се професионални и стручни, сакаат да постигнат и досторат работата, треба да им се дадат. Меѓутоа се добива впечаток дека тука во одредена мерка има малку вина и на самата комисија. Еве ќе го наведам примерот со судиите. Ние имавме ситуација како да сака комисијата да се вмеша во некои работи, бидејќи смета дека тоа е очекување на јавност. Зборот ми е за посебниот извештај што беше за судиите, за кој што прво специјалното јавно обвинителство излезе со некакви назнаки и со споменување на четворица судии кои што имаат директна поврзаност со извршната власт, потоа и со извештајот на Стейт Департментот, и ДКСК се впушти во проверка на имотната состојба на тие судии непотребно, кога тие веќе се самите судии се носители на јавна функција, пополнуваат анкетни листови и може лесно да се утврди каква е имотната состојба на судиите. Зошто има потреба по допрен глас за да се задоволи јавноста да се влегува во некои случаи кои што на прв поглед се непотребни и се работа на други институции? Во конкретниот случај судски совет или обвинителство, да речеме. Значи вака, ние не постапивме баш поради тоа што јавноста покажа интерес да се отворат тие предмети. Тоа не се ни предмети, значи за ќе го објаснам. Тука ете по тој извештај со наводи за сомнежи, паре, ќе речам наводи. Една од надеждостите на Државната комисија е и по допрен глас да постапува. Ние, значи, имаме надлежност, не вршиме испитување на нивната имотна состојба. Тоа се две различни работи. Ние вршиме проверка на нивната имотна состојба, дали е во согласност со она што тие самите го имаат пријавено. Но тоа не го правиме само за овие 5, тоа го правиме во моментов за околу 50 службени лица. Така да тоа е наша надлежност, јас не гледам причина зашто би се спорело иницијативноста на комисијава во било кој предмет каде што ќе се процени дека има можеби потреба да се провери, велам да се провери имотната состојба. Доколку се утврди дискрепанција, тогаш ќе се оди на втор чекор и испитување на имотната состојба. Во јавноста исто така многу забуна предизвика тоа што се отвараат предмети за кои што веќе има судска разврска, како што е предметот подкуп или глоба. Има ли тука простор за дополнителен ангажман на антикорупцијска и кој би бил? Сега прво, ако дозволите, ќе се надоврзам на онаа влада што го зборуваше за проверката на имотната состојба. Ние имаме ситуација дека нашата комисија ги има во надлежност и судирот на интереси, и проверка на имотната состојба, и превенција на корупцијата, и финансирање на политиката, односно политичката корупција, сето е во еден закон. Да го видиме примерот на Романија, сите нели кажувавме дека тоа е одличен пример. Но таму постои агенција, Национална агенција за интегритет, НИА, која што единствена надлежност е проверка на имотната состојба. И затоа повеќе во поддршка на комисијата. Да, тоа им е работа, тие треба да ја проверат имотната состојба и на судиите, иако тоа може би изгледа дека не е неопходно. Ние само тоа го работи во Романија. Сите анкетни листови стојат објавени таму, ништо не се трга, секој запис останува постојано објавен и сите случаи што ги сработи таму обвинителството потекнуваат од работењето на НИА. Значи, да се провери, да се види и сега надлежноста за судирот на интереси, па кога ќе се спојат тие работи, па можностите за влијанија, па
не знам, собственостите, поврзаностите, сите тие работи кои што се во надлежност на комисијата. И затоа тоа треба да се прави и да се знае дека се прави. Не може да се смета дека тоа е непотребно. Истото дури би го кажала и за овие случаи кај што сега велиме, тоа се завршени судски случаи, глобали, подкупи, не знам. Меѓутоа, ако не знам по која основа ги отворија, сега зборувам паушално. Ние уште во првиот состав на комисијата го надминавме ставот дека не треба да се чепка или да се отварат веќе правосилно завршени судски предмети. Уште тогаш се договоривме дека тоа ќе го тргнеме на страна и дека можеме да гледаме и во правосилно завршени судски предмети, затоа што понекогаш ќе најдеме, како што најдовме, доколку тие биле резултат на како што најдовме корупција. во некои досиеа, некои документи кои што нели биле игнорирани, не биле или се случило нешто како резултат на корупција. Така да има право комисијата во секој случај да види она што е нивната работа, од нивниот аспект. Не знам ни каква пријава имаат, ни на која основа го отворија случајот. Само зборувам начелно дека не треба однапред да имаме бариери, да велиме ова не треба да го гледаат. Апсолутно, самите ќе оценат дали за нешто има основа или можат да погледнат и тука. А тоа ако кажат ние ќе отвориме случај, не значи дека има случај. Да. Значи може да отворат, да видат и ќе кажат на крајот заклучок дали тоа го исклучиле, дали ги виделе и се разбира тие заклучоци треба да се образложени и издржани за и нас да не уверат дека таму имало што да гледаат и кажале нешто. Извинете, само што како рековте, да, одлуките конечно по било кој предмет кој ќе го отвориме и затвориме, ние во рокот 5 дена треба самата одлука да објавиме и на нашата веб страна. Така да сите елементи што сме ги утврдиле во текот на постапката и кој е заклучокот ќе бидат јавно објавени. Тоа е исто новина во законот напишано. А колку новите надлежности им даваат на новите антикорупционери силно оружје во постапувањето? Една од новините беше и увидот во банкарските сметки. Пред да одговорам тоа, ќе сакам да се надобрзам на ова, бидејќи тоа е така поприлично актуелна и тема која заслужува поголемо внимание. Значи, преиспитувањето на правосилните судски одлуки, како што ги спомнавте, тие што ги отворите. Знаете, тука не станува збор за преиспитување на одлуките, но тие истите предмети од некој може би друг аспект. Да, нешто значи, друго што се однесува на затоа ги користев па преиспитување. Значи, преиспитувањето од било кого, па и од Државната комисија за спречување на корупција не е дозволено, бидејќи една судска одлука, согласно законот за судови, може да биде укината, преиначена и така натаму, само од повисок суд со закон дефинирана постапка. Тоа е една работа. Меѓутоа, тука не треба да го абсолютизираме тоа и дека не може да се допре до такво нешто, доколку постојат силни индиции дека таа судска одлука била донесена на коруптивен начин. Значи, тој е делот каде што комисијата може да влезе. Вие го спомнавте случајот Бачило и имаше такви елементи и затоа ни. Инаку недозволиво е да се спори или да се дебатира правното становиште на судот зашто одлучил вака или онака. Значи, за тоа нема никој право, тоа не зборуваме за тоа, него зборуваме за аспектот што може да го внесе тука една антикорупцијска институција. Ова го велам од причина што не смее да си дозволи комисијата да се добие впечаток дека презема и таква надлежност, зашто тек тогаш ќе бидат, не ќе знаат каде им е главата од секој судски предмет што завршува ваму и незадоволната странка како некој вид, последна надеж или не знам како и у комисијата и они мора да постапуваат по него. На тој начин вие рековте... добро, меѓутоа не можеме до крај да бидеме сигурни во мотивите на политичките партии. Да кажеме од опозицијата кои што можат и на ваков начин да држат едно прашање отворено. Барем кусо време да се зборува и да се
навраќаме на некои веќе на некој начин апсолвирани Да, меѓутоа, ситуации. знаете, долгото траење и долгото стоење во процедура на таков предмет, тоа создава само простор за политичка манипулација и како да кажам, градење некој рейтинг во меѓупартиски препукувања, што не би смеело комисијата да влезе Тоа да во... биде преку комисијата, Да, се комисијата не би сложувам, бил тоа сме требало. свесни. И во таа насока, извини, Владо, во таа насока јас имам многу резерви на отварањето на случаи во предизборие или во изборен процес кои се така политички профилирани и се препознава дека подносителот на пријавата, одредена политичка партија, сака со тоа да постигне некоја предност во изборниот процес, што ни се случувало во изминатото да има таква улога комисијата. Значи тука треба да се биде внимателен и да не се дозволи. Во изборниот процес комисијата треба да биде фокусирана на 8А или кој беше 8А и Б. од изборниот законник, каде што експлицитно се наведени надлежностите и роковите во кои таа треба да постапи. Значи, навистина има многу ангажман во тој период и ја мислам дека е тоа сосема коректно со тоа да се занимава. Извини. Дали за овој... Да. Имате да додадете нешто ново? Да, значи, во делот на овие, да ги речеме, предмети што беа поднесени од во сега опозиционата партија, но тоа веќе после, нели, завршување на изборите беа поднесени. Како и да е, значи, ние, бидејќи се седниците јавни, не се тоа пресконференции, понекогаш погрешно се тумачи во јавност дека се тоа пресконференции. Тоа се седници, меѓутоа поради условите што ги имаме, ние седиме вака, новинарите со таа страна, наместо да си седиме, нели, нормално се надеваме во некои други простори, ќе имаме подобри услови за работа и за тоа. Че ние ги отвараме, што, како што кажа и колегите, ќе видиме кои се индициите и едноставно на крај ќе донесеме заклучок, односно одлука како што Добро, треба. новинарите црпат од она што е на седница Се разбира, и се не разбира. може да се избега од тоа дека им не достигаат и бомбастични наслови, јасно. а секогаш е Но- така податливо да се спомене некој актуелен висок Се функционер, разбира. Мислам, па тоа е макар и тоа волата да е што во некој- некаква иницијална форма. Да. Па и Меѓутоа, уредувачките само- политики, Да. интересите и на медиумите Така. и кој како ќе пренесе информацијата. Точно е тоа што рековте, дека понекогаш дури еве и од политичките партии се поднесуваат на одреден начин пријави кои што не се можеби би рекол и вистините. Значи, со погрешни податоци. Поради тоа на минатата седница ставот на комисијата го пренесе и нашата председателка дека тоа се нанесува тројна штета во услови кога се поднесува пријава. Сепак политичките партии имаат, сигурен сум, и добри правници, знаат какво треба да изгледа на пријава издржана со одредени факти, а поготово не со непроверени факти. Че се поднесуваш, се прави штета и кон нас, се трошат натисни ресурси и време, се прави штета кон подносителот, доколку после тоа треба да се демантира дека тоа навистина не било така, но се вршат и мечки услуги, би рекол, кон самите себе, бидејќи нивниот рейтинг и углед паѓа поднесувајќи таков ник на пријави. Само уште една податок ќе ви давам во делот на, нема да ги споменувам сега од која страна беа поднесени оние, нели, преставки за непотизам, меѓутоа во 4-5 случаи ние утврдивме дека нема навистина никаква врска. Лицата што беа посочени дека биле вработени во одредени, особено овие акционерски друштва од државна собственост, никогаш и не биле вработени таму врз основа на документацијата што дојавме. Навистина тоа е, би рекол, на одреден начин и злоупотреба од страна на партии да се поднесуваат приговори со кои што не се барем делумно потврдени дали се така или не. Бидејќи сепак се нанесува штета врз имиџот и угледот на лицата против кого се поднесе. Го спомнавте искуството од Романија. Колку сметате дека тој модел, да кажеме, на посебна агенција што ќе ја врши проверката на имотните листови, ќе беше подобро решение? На некој начин можеби делува дека станува збор за паралелна институција, ама вака па од друга страна се добива впечаток дека од премногу надлежности ниедна работа не може до крај да се заврши и да се провери.
Сме го разговарали и ова кога го размислувавме концептот за новиот закон и надлежностите на комисијата. Сепак ние сме една многу мала држава, за да имаме потреба од таков тип на дисперзирање на надлежностите во различни институции. Еве какво е вашето Сепак, искуство? Колку за време ние- на вашиот мандат имавте можност да се следат тие имотни листови на функционерите? Сепак станува збор за голема бројка на избрани и именувани функционери. Во Романија, да ја завршиме само, НИА е посебна агенција која што испитува имотни состојби, но другиот дел е во јавното обвинителство. Значи, тоа е јавно обвинителска антикорупцијска институција. Истата беше и во Латвија, ние таму сме биле. И таму исто имаат надлежности да вршат директно проверки на имотна состојба, преку 15 бази на податоци во тоа време ние бевме, па и контрола на имотна состојба, но исто така таму имате начело јавен обвинител кој што имаат и можности за примена на специјални истражни мерки. Така. Значи, тоа се сосема различни концепти. Нашиот концепт беше антикорупцијска институција која што ќе има пред се превентивна улога и која што ќе спроведува така наречени административни истраги, што значи тоа да се проверуваат постоечките извори на информации, бази на податоци, да се собираат информации од надлежни институции. Сепак, ние веќе имаме обвинителство за организиран криминал и корупција, го имавме и специјалното јавно обвинителство, имаме во Министерството за внатрешни работи служба. Ние, кога бевме во комисијата, прашањето за проверката на имотните состојби, тогаш се одвиваше преку Управата за јавни приходи. Во тоа време не постоеше единствена база на податоците за имотот, за недвижните имоти. Значи, има многу голема разлика. Тогаш Управата за приходи имаше проблем да ги собере податоците за едно лице колку поседува имот во различни општини и мораше да се допишуваат па да ги обезбедуваат. Во тоа време беше незамисливо да се размислува за ваков тип на работење. Но сепак и тогаш имавме резултати. Ние тогаш имавме постапки, еве вака подопрен глас, платено возило во готово или купен стан за дете, или ние имавме позитивни случаи кај што сме утврдиле за суди, за лекари, за лица кои што имаат повеќе имот отколку што пријавиле. Имавме случаи со оданочување со повеќе со 70% колку што предвидуваше законот. Сега тоа е поврзано и со несразмерно богатење по кривично дело во кривичниот законник. Значи има повеќе можности и повеќе правци сега да се оди. Она што сите овие можности, се она што е дадено сега како можност во законот, вклучително и истражните центри во јавните обвинителства што ги спомна Драган, кои што исто така не постоја во тоа време. Обвинителството за организиран криминал после се формираше. Значи сега постојат повеќе од тие алки институции кои што треба меѓусебно да се поврзат и она што денеска го видов во медиумите, прашањата на финалниот исход од работењето на комисијата. Ете се отворија случаите на непотизам, се утврдија, но што е исходот од тоа? Значи мора да се внимава и другите да се вклучат, вклучително и обвинителствата, но и другите институции, да она што тие ќе го сработат да има ефект. Да. Дали се постапува по вашите укажувања? Значи јас прво само би додал во делот што го прашавте дали потребно можеби посебна институција во делот на испитување на имотна состојба. Од пред 2003 после 16 години, значи системот на интероперабилност е развиен секаде, па и кај нас. Значи ние што веќе се работи на воспоставување на таа поврзаност преку веб сервиси со сите надлежни институции. Ние ќе може да вршиме проверки на стотина службени лица на ден. Ние говориме за еден неделно дека се прави. Со тоа што ќе се возможи, значи ние ќе имаме целосна проверка на сите службени лица за многу кратко време. Во делот на предметите за непотизам, јас мислам дека многу добра работа се заврши, затоа што ние, иако можеби не имаше конечни санкции
или не можеше директно да се потврди некоја релација дека е направен непотизам. Меѓутоа, со самите тоа дека имаме прекршување на процедури, креирање посебни услови за конкретно лице, изменување на систематизација во последен момент и на крај 100% дискреција на директорот или генералните директори, особено во овие акционерски друштва во државна собственост, да одлучуваат, сето тоа укажува на непотизам. Конечно, ние ќе изготвиме извештај, веќе го подготвуваме, во кој што ќе ги констатираме овие слабости, а и тоа е нашата превентивна улога. Значи да покажеме каде е ранливоста во системот и понатаму ќе продолжиме со тоа. Меѓутоа, ние исто така ќе упатиме и иницијативи до надзорните одбори на овие акционерски друштва во државна собственост да ја преиспитаат работата на директорите. Зашто токму, да речеме, од 70 на кандидати го избрале некој лице што има дефинитивно блиски односи со функционер. Бидејќи и самата дискреција, иако е дозволена, меѓутоа таа треба да е во рамките на законитоста и справедливоста, така и по член 63 од нашиот закон. Ако не се прави тоа, тоа дискрецията може да се злоупотреби. Да, господин Емелиновски, колку е важна соработката меѓу комисијата и обвинителството? И очекувате ли дека ќе дојде време кога ќе можеме да видиме иницијативи за кривично гонење на функционери, и тоа актуелни функционери? Да, извонредно е важна таа соработка, особено за високо профилирана корупција. Значи, за тоа, за непотизми, конфликтни интереси на друго, се од тоа обвинителството е надвор од таа приказка, освен некој екстремен случај ако има. Меѓутоа, за да се покаже силината, затоа што, ете и на почетокот беше кажано, нашите забелешки, односно забелешките кои ни се упатуваат во извештаите од Европската комисија, беа дека немаме случаи на висока гонење на високо профилирана корупција. Сега, вие, за да дојдете прво, треба да имате индиција, информација за таков вид на корупција. Прашањето кој го преска отворивме, како да дојдете до тие информации? Тие коруптивни случаи главно се врзани со трошење на буџетски средства, на тендери и така натака, што повторно главен извор треба да бидат ревизорски извештаи. Ревизорски, меѓутоа и укажувачи внатре од компаниите. Укажувачите може да бидат, но не се така компетентни како ревизорот. И затоа триаголникот ревизија, ДКСК, обвинителство е извонредно значајна релација и тој мора да функционира безпрекорно. И тука треба да се надминат и суети кои се присутни објективно во јавното обвинителство и да се бара одговорност. Комисијата има полно право да побара одговорност и од обвинител кој не постапува адекватно по одреден предмет. Видете, ако ќе се отвори еден случај, па нека потекнува и од ревизија, еве да го земеме само Скопје 2014. Ќе ни остане и тој случај постојано да ни лебди тука, да ни виси, а нема разрешница исто така никаква. Колку работи таму се случувале за да се изгради она што го гледаме, да се потрошат 680 милиони евра за таа работа. Колку пати се сменети урбанистичките планови, колку пати се носени одлуки кои што не биле засновани на закони, како сите работи се водени навидум да изгледаат легитимни и законски, за да се стигне до тоа да имаме сега да зборуваме за големи суми, за износи, да зборуваме за перење пари, за потреба од следење на парите и така натаму. Значи тоа е како некаква илустрација на она за што зборуваме ние и зошто е потребна таа поврзаност меѓу институциите, вклучително и на ревизијата, и на јавното обвинителство, но и на сите други кои што можат да се вклучат, па и во сите институции има и внатрешна ревизија, што се случува со таа. Јас се надевам дека на новата комисија нема да и се случи како искуство она што го имавте вие во времето кога функциониравте, кога се доби впечаток дека сте во некаква војна со обвинителството, бидејќи обвинителството сметаше дека се недоволни или
дека тоа се само индици за да се отвори некој случај. За крај, бидејќи терминот истекува, докаде изработката на стратегијата, што може да се очекува од Државната комисија во наредниот период и докаде стасовте со изработката на подзаконските акти? Збориме за стратегијата, националната стратегија. Да. Значи, оваа година истекува последната година од претходната, бидејќи таа беше за период 2016-2019. Веќе сме разговарале и вака во одредени ситуации со проверенешните членови. Значи, ние сега ќе започнеме да подготвуваме новиот стратешки документ, кој што за разлика и од претходниот има и поголема тежина, бидејќи тоа беше и наша сугестија кога работевме на законот, велики претходно само комисијата го донесуваше, а сега и собранието ќе го усвои. Тоа што навистина ќе даде поголема врзаност на институциите што ќе бидат надлежни да остваруваат одредени мерки и активности, да тоа и го прават. Тоа ќе биде комплексен процес. Јас се надевам дека до крајот на годинава или евентуално можеби на почетокот на следната година тој документ како чадор стратегија ќе биде донесен. Она што го рековте второ, што е понатаму, значи ние продолжуваме да работиме на паралелно не само на предмети, тоа можеби јавноста недоволно го знае, значи ние работиме на воспоставување на функционалност на самата комисија и во делот, затоа што со надлежности да имаме, правиме и проценки на ризици од корупција по области. Ние работиме и на оној дел што се вели извештаи за воочените неправилности и слични работи и во изборниот период, меѓутоа и во делот на предлог на измени на закони и така натаму. Значи, прилично комплексна работа имаме и очекуваме дека наскоро ќе ни бидат зголемени капацитетите и буџетот. И третото прашање беше за... За подзаконските акти. Подзаконските, така. Значи, во моментот работиме и на самата образец, за нов образец за имотна состојба и интереси, бидејќи претходните два закони, сега кои што се споја во еден, имаше обврска да службените лица понесуваат два образци. За да упростиме работата, сега ќе изработиме еден и очекуваме набрзо и тој да биде финализиран. Бидејќи исто така согласно законот сега ќе се оди кон електронско поднесување на анкетниот лист, ќе се избегне оној ризик, бидејќи ние ги добивавме во хартиена форма анкетните листови, па нашите службеници во секретаријатот ги внесува. Можно е да настане човечка грешка, 1-0 некогаш многу значи наместо 3.000 евра, 30.000 евра, например. Така да сега автоматски, штом ќе бидат поднесени анкетните листови, ќе бидат преземени во базата на податоци и објавени. Но за тоа сепак ќе ни треба уште известно време. За крај, очекувате дека самиот начин на формирање на комисијата, првите почетоци од нивната работа, ќе бидат доволно светла точка за Македонија, која што ќе биде нотирана во извештајот на Европска Унија? Па очекувањата се такви како што ги кажавме, меѓутоа навистина на комисијата и треба подршка. Значи гледаме со каков ентузијазам почна сите забелешки кои ги упатуваме за известни нивни кои ги сметаме несоодветни однесувања се добронамерни и навистина сакаме комисијата да биде успешна и за тоа и треба подршка од целата јавност. Кога велам целата јавност, не да ги затрупуваме со беззначајни пријави, туку едноставно и медиуми и сите адекватно да се однесуваат кон комисијата како би можела таа да добие, што се вели, дополнителен ветер во едра. Колку комисијата може да оствари својата функција со парите кои што сега ги има и со капацитетите? Јас повторувам постојано една моја заложба, сите веќе ја знаат, пак примерот на Латвија, кога бевме таму, како се финансира комисијата по 1 евро по глава на жител. Значи, тоа е минимумот. Ние мораме да обезбедиме
средства за работа на оваа институција. Може би тоа изгледа многу, меѓутоа без ресурси и без капацитети тие треба да користат и надворешни соработници, да прават истражувања, се она што спаѓа во Затоа надежноста. што примерот со СЈ го покажа дека таму Кога каде има што има капацитет и добар може да буџет има и резултати. И мислам дека веќе е нотиран прогрес или исчекор позитивен во областа борба против корупција со самото донесување на законот и начинот на кој што беше избрана комисијата, но и со тоа дека тие се сега и транспарентни, но и дека ја сензибилизираат јавноста да реагира повеќе на одредени ситуации. Значи, сето тоа е позитивно во насока на превенција. Да, јас им посакувам успешна работа, да не потонат претрупани од премногу предмети несуштински и да го зголемат фокусот. А вам ви благодарам за учеството во вечерашната емисија. Почитувани гледачи, ова беше се за вечерва. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Останете со програмата на 1 ТВ. Се гледаме за 7 дена во истото време.